Доаѓаме пред родната куќа на Ѓорче Петров со цел да положиме цвеќе, да го одржуваме жив споменот на големиот македонски револуционер, публицист, идеолог и организатор Ѓорче Петров. Денеска се навршуваат 100 години од насилната смрт на Ѓорче Петров во Софија во 1921 година. Ѓорче Петров целиот живот го посвети на борбата за самостојна и независна Македонија. Учесник во Илинденското востание, иако заедно со Гоце Делчев, со Пере Тошев не се слагале за подигнување на востанието, бидејќи сметале дека во тој момент организацијата се уште не е спремна, не е доволно наоружена да го крене востанието, меѓутоа наспроти ова учествувал со своја чета во Прилепско-Мариовскиот крај. Учесник во Балканските војни, сведок на трагичната поделба на Македонија после Балканските војни помеѓу соседите Бугарија, Грција и Србија. Учесник исто така во Првата светска војна. Во 1921 година, за жал, трагична е судбината и на Ѓорче Петров како голем број македонски револуционери кои што загинале од раката на македонци во тие братоубиствени војни кои што се случувале во Софија во 20-те години на минатиот век. Впрочем, тажна е судбината на сите македонски револуционери кои што, како што знаеме во историјата, загинувале или од тоа што биле опколени од многоброен турски аскер, па не сакајќи живи да се предадат. Сами се го земале животот или како во случајот на Ѓорче Петров кога биле убиени од македонска рака, од наши македонци во тие братоубиствени војни. Ѓорче Петров целиот свој живот го посветил на идејата за независна и самостојна Македонија. Дури за него може да се каже дека е најупорниот од сите македонски револуционери да се опстане на идејата за самостојна и независна Македонија. Ѓорче Петров уште со основањето на организацијата во 1893 година, значи само една година по основањето во Солун, се приклучува на организацијата и ќе остане верен на идеалите се до својата насилна смрт во Софија во 1921 година. Бил еден од водечките луѓе во организацијата, главен аналитичар, публицист кој што е автор на повеќе правилници и уставот на Македонската револуционерна организација заедно со Гоце Делчев. Ние, оваа генерација македонци, имаме голема обврска да продолжиме по патот кој што го трасира македонските великани, македонските револуционери, како што е Ѓорче Петров, Гоце Делчев, Пере Тошев и сите тие кои што го трасираа патот за независна и самостојна Македонија. Нивното дело беше остварено. Тие ја создадоа организацијата, го создадоа делото, а делото е независна и самостојна македонска држава, затоа нашата обврска денеска е голема, новая генерација македонци да ја сочуваме Македонија која што гледаме е пред налетот на марионетската власт која што брише се што е македонско. Затоа ние како единствена Македонија секогаш ќе останеме верни на традицијата на македонските великани да се одбраниме татковината и да се вратиме државата назад. Нека е жив споменот на Ѓорче Петров, нека ни е вечна Република Македонија.